Почитувани, добро вечер. Во интервју разговараме со Дивна Јанкова, раководител на проектот Со почит и разбирање, и Надица Петровска, обучувач и ментор. Добро вечер и ви благодарам на одвоеното време. Вечер. Благодарам за поканата. Господјо Јанкова, како медиум ја следиме од почетокот имплементацијата на проектот, но сепак, вие како раководител, представете го проектот и кажете ни која е главната цел на проектот Со почит и разбирање. Проектот всушност е продолжување од претходно Обединети во мир, кој исто така вие успешно го следивте и благодарение на успешната работа од истиот донатор, екуменска иницијатива Жена Хрватска, ни беше дадена доверба на Сдруженијето Доверба наша да продолжиме на иста проблематика, слични теми, со тоа што се вклучени и други две училишта. Поточно се работеше претходно само со Наце Буџони, сега се вклучени и Перонаков и гимназија Гоце Делче. Суштината е таа да се создаде социјална, интелектуална и емоционална клима меѓу средношколците, што би довело до подобро меѓусебно разбирање, почитување, создавање на една атмосфера која е за ненасилно решавање на судири и атмосфера на соработка и почитување. Всушност, освен ученици, во овој проект вклучивме и наставници и родители, тоа е нешто различно, и групата почитување на разлики минатата година беше со сликање. Сега имаме со конкретни теми кои што подоцна ќе ви ги образложиме. Проектот трае од февруари 2023 година, заклучно со крајот на октомври до 1 ноември ќе трае. Ќе заврши со една, како и минатата година, верувам уште по содржајно ќе биде, имаме веќе вклучени овде 4 групи, на кои што ќе покажеме што сработивме и нормално да предизвикаме интерес на слични невладини организации, односно за поддршка, како што и минатата година добивме, не само од општината, туку од училиштата, од јавните институции и од граѓанството, дека ова е тема на која што и како посебно во последно време се даде посебен белег, дека на ненасилство треба многу да се работи на зачување на ментално здравје. Ние во овој проект ги вклучуваме и двете теми. Зошто ако некој научи добро ненасилно да комуницира, во исто време ги негува оние квалитети што се важни за психичко здравје, тоа се емпатија, слушање и разбирање, и во исто време колку може да се реши проблемот на другата страна и да не се остави да се дојде во недоразбирање или судир. Вклучени се по 24 ученика и 24, значи 12 родители, 12 наставника, како што реков, во двете групи, и една група што од претходна година заврши ненасилна комуникација и медијација, сега тие беа обучувачи. Значи, тие беа по принцип на пиер едукација, односно врснички обучувачи, што покажа многу резултати. Господја Петровска, колку и какви обуки се одржани во секој дел од проектот? Па јас би можела да кажам во делот, односно за групата за медијација и ненасилна комуникација, која што беше реализирана во текот на овој период, од февруари до сега. Значи, се одржа прво една дводневна работилница, целодневна за учениците, на која што беа запознаени со основите на концептот на ненасилна комуникација и со основите на медијација како техника за разрешување на конфликти. И една еднодневна работилница за родителите и наставниците на учениците со истите содржини и со содржини од почитување на разлики, за да им бидат поддршка на учениците во нивните активности во училиштата во кои што учат. Од март месец, значи се одржани до мај 3 работилници, троочасовни,
месечни на кои што учениците вежбаа ненасилна комуникација и техниката на медиација ја вежбаа, значи за да можат да формираат клубови на медиација во своите училишта, за да можат да бидат PR едукатори и да можат да водат спорови помеѓу своите соученици подоцна. Се планираат уште 2 такви работилници во октомври и ноември. И септември. Септември и октомври, на кои што ќе се продолжи со вежбање на техниките за медиација и ќе се осмислат програмите за представување, односно за јавното представување на проектот на учениците. Се надевам дека успеав со планирање, со реализација на работилниците, да им го доближам овој концепт на учениците, за да можат да го разберат, за да можат да го научат, за да можат да ги извежбаат вештините на ненасилна комуникација, вештините на медиација и да можат да ги користат, да им бидат корисни во нивниот живот. Поинаку би кажала дека забележав во текот на едукациите дека промените кај учениците прво се одвиваат на еден личен план, на сопствени искуства, на промена на мислењето, на ставовите, на некои концепти кои што ги имале претходно во однесувањето кон себе и кон другите, која што е основа за да се постигне една ненасилна и конструктивна средина во самите училишта. Кога ваквите едукации би биле континуирани, би биле постојано во училиштата и би биле под надзор, нели, јас и Дивна се настојуваме тоа да се случува, затоа и ги обучувавме наставниците и родителите, дека ќе се има еден слух кај возрастните што во суштина се постигнува со оваа едукација во училиштата и кај учениците. Кажете ни кои се учесниците на работилниците? Сите групи се со мешан етнички состав. Тоа од почеток Сдружение доверба, бидејќи е организација која што членуваат од сите етнички заедници во сите органи. Значи, во групата што ја води Надица се вклучени 12 од гимназија ученици, од Перонаков исто 12, од кои 6 се албанци. Понатаму во групата почитување на разлики, која води колешката Албина, инаку професорка е од Перонаков, таму се вклучени од 3 средни училишта, значи од Наце Буџони, Перонаков и гимназија, бидејќи гимназија нема одмешан етнички состав, од тука се по 8 ученика, а од Перонаков и Наце Буџони се 4 македонци, 4 албанци, односно вкупно се 16, оствари 8 албанчиња, а другите се македончиња. 16 се македончиња. Сите материјали се на македонски и албански јазик. Значи, на кој јазик сака може да зборува, видејќи колешката Албина доаѓа и кај Надица на работилници, а во обуката за PR едукација, тука не можам да кажам кој е конечен број. Ви кажам, јас сум многу изненадена од огромен интерес на ученици. Значи, некојаш доаѓаат и 10 албанчиња, самите деца си преведуваат, комплетно се оставени сами да си ги организираат работилниците. Јас сум тука да им давам смерници, да им давам поддржувач да им бидам, да им ја покажам целта и ако се најдат во некој шкрипец малку да знаат дека сум покрај нив, иако до сега немаше потреба. Значи, очекувавме да дојдат 20 деца, имаме по 35 ученика секоја работилница. И они гледајќи дека доаѓаат и нови деца, постојано ја повторуваат материјалот.
би спомнала малку повеќе за ова група почитување на разлики, бидејќи колешката веќе збореше на телевизија на албански, нели, на ТВ Феста, на албански јазик. Тука се спомнати работилници во кои што после обуката, што се одржа еднодневна, во кој што беше запознавање. Секој мораше да се запознае лично себе. Што сака, како го гледаат другите, како тој ги гледаат другите околу себе, да се прифатат како единствени личности и да ги запознаат разликите кај другите, без разлики, значи на етничка припадност. И се што идеме натаму да видиме кои се вредностите кај луѓето, независно од етничка припадност. Понатаму беа, освен сличности, разлики, култура и мултикултура, предрасуди, стереотипи и дискриминација, почитување за човекови права. Сега понатаму ќе завршиме што можеме да направиме и за вредности. Што можеме да направиме, тоа всушност ќе биде завршната работилница, како да го прикажеме она што го согледавме. Постојано се гледа како влијат предрасудите и уште повеќе, значи стереотипите, уште повеќе предрасудите врз дискриминација. Понатаму, што се влие врз предрасуди и стереотипи? Осознавање колку е важна културата и колку е важно ствари мултикултура, а како културата влие на која е важноста на културата врз личноста. Од милието од кое што потекнува, за да јас така се однесувам. Ама од друга страна децата видоа дека на иста појава секој гледа на различен начин. И тука размислува кој може да влие. А во исто време се гледуваат колку е важна и вредноста на мултикултурализмот во нашето општество, дека тоа не оплеменува, не збогатува. Како да се бориме од каде потекнуваат предрасудите? Од каде потекнуваат стереотипите и како они влијат, нели понатаму продолжуваат во предрасуди што уште е појако, полно со емоции, како се справуваат и како преку стереотипите влијат и на дискриминација. Многу интересни работилници во кои што секој работеше на себе. Например, со ливче означени, без да знае дека е означен, а треба се однесуваат спрема него како што е означен. И тие притисоци во себе дека јас некојаш се однесувам спрема некој, затоа што некој ми кажал дека е он не тако, уствари, му пишува на чело, нели ти пишува на чело, а ти не си таков. Има прекрасни дебати. Најинтересно беше последната за човекови права, во кој што, освен што ги разделија, ги осознаа, ги препознаа човекови права, тие всушност проценија како тие не ги почитуваат човековите права на своите другарчиња и на своите наставници. Значи, бараа да бидат почитувани, како им се кршени од други ученици, од наставници, од родители, ама станаа свесни дека тука постои нивна одговорност и како непочитување, сега поврзување со медиација и ненасилна комуникација, непочитување на човекови права доведува до конфликти, до различни конфликтни ситуации, како да се избегне. Се избегнува ако се знае, ако се препознае и ако сме свесни дека тука постои, ама ние треба да ги стишаме, да не им дадеме таква енергија и таква сила да надвладеат со нас. Тоа е трпение што го вежбаат на работилниците, да станат свесни, да препознаат пред да реагираат. Многу интересни се тие се сите интерактивни работилници, во кои што не можам да изделам што ќе очекувам, затоа што никош не знаеме што да очекуваме, што децата се навистина полни со предизвици во однос на нивните прашања, нивните размислувања, многу пријатно изненадуваат, сакаат вакви работилници. Нас ни е драго што сакаат и да продолжат понатаму и постојано се вклучуваат, како што реков. Овде сме ограничени со тој број, ама онаму каде што може да се вклучат, тоа е пиер едукација, ностоп се вклучуваат нови ученици. Кои содржини ги обработивте од наведените теми и што сакате да постигнете со овие работилници?
во делот за ненасилна комуникација и медиација исто така постоеше циклус на работилници кои што обработуваа одредени теми и содржини од областа на ненасилна комуникација и медиација, кои што се состоеа во учење на нови концепти, но воедно и вежбање на нови вештини, кои што учениците ги совладуваа за да успешно ги реализираат подоцна. Содржините кои што ги изучувавме беа од областа, реков, на ненасилна комуникација, која што според одредени автори значи комуникација која што овозможува да реагираме искрено, да ја согледаме сопствената сочувствителност кон себе и кон другите и да им овозможиме на другите да го кажат она што го чувствуваат и она која што е нивна потреба. Значи се тргнува од својата потреба, се согледува туѓата потреба, туѓите чувства, своите чувства и на тоа ниво се разрешуваат проблемите и конфликтите. Значи, со совладување на вештини како што се активно слушање, парафразирање, поставување на отворени прашања, се постигнува една комуникација која што може да се каже дека е ефективна и ефикасна, која што овозможува меѓусебно разбирање на слушателите, односно на страните, која што овозможува взаимно почитување, која што овозможува емпатија, која што е необично важна во овој процес, да се има, да се стекне, ако се нема, а се стекнува, значи се стекнува со вежбање и може да се научи, така што комбинирано учење на концепти и вежбање на одредени вештини се постигнува да се стане медијатор, како да кажам. Значи, нашата крајна цел во оваа група беше да станат медијатори. И се надевам дека ќе станат успешни медијатори. Господјо Петровска, зошто е потребна врсничка медиација во училиштата? Потребна е затоа што учениците се разбираат помеѓу себе, најубаво се разбираат помеѓу себе, најмногу можат да си споделат чувства помеѓу себе, важно им е да се дружат, важно им е да имаат добра комуникација, добри односи помеѓу себе, да не се изгубат како другари, како пријатели заради одредени ситни проблеми или закачки што би можеле во тие години да се случат, нели, заради кои што може да се оддалечат и да не разговарат и да не се дружат. Исто така е важна за да се постигне, како што реков претходно, една ефективна и ефикасна училишна средина во која што сите потешкоти ќе се решаваат на еден ефикасен и еден начин на кој што е добро, како да кажам, добро поставен, значи не е стихиен, не е нешто од прилика, меѓутоа е добро поставен. И на тој начин ќе се создаде една средина во која што сите ќе бидат равноправни, значи нема добра комуникација ако учесниците во комуникацијата не се равноправни. И сето тоа допринесува до еден повисок степен, повисоко ниво на комуникација во една училишна средина, во која што се надевам дека и сите наставници и родители ја разбераа поентата и ќе дадат свој допринос во работата на ученичките медијаторски клубови понатаму, во периедукацијата на ученици, значи ќе им помогнат во организација, ќе им помогнат во сето она што треба, за да они можат да ги реализираат тие своји работилници со своите врсници. А верувајте дека и периедукацијата е многу поуспешна едукација од било која друга едукација во системот, дури од системската едукација, која што ни е нели наложена. Исто така можем да кажам дека со овие содржини не само што се постигнува една вештина, но се постигнува и една ширина во погледот, во мислите, во ставовите кај ученици, значи се менува една цела перспектива на размислување и на перцепирање на работите. Кои активности се планираат со учениците до крајот на проектот? Наредниот месец ние ќе правиме истражување за тоа какви начини, форми и каков вид на насилство се изложени
младите во Куманово, средношколците. И на основа на тоа истражување, онлайн ќе биде, ние ќе издадеме брошура, слично на оваа брошура. Минатата година имавме однесување за добра комуникација со врсничка медиација. Овој пат ќе биде повеќе за форми на насилство и како да се избегне, како да се заштитиме од тоа насилство. Значи, во август ќе излезе таа брошура, нормално на два јазика, секогаш на македонски и албански наставен јазик, односно пишан јазик. А во септември, освен работилницата, која што се планирани во сите три групи работилници, кои што се припремаме за завршниот настан и ги сумираме она до каде сме дошле, како што е во почитување на разлики е за вредности и што можеме да сториме понатаму. 21 септември планираме парада на мирот, парада, значи, за борба против расизам. Тоа е ден познат за мир, за борба против расизам. И нормално ние планираме да направиме една сублимација од она што постигнавме до сега во проектот, заедно со сите учесници, заедно со едукаторите, со училиштата, бидејќи минатата година бевме само во Нација Буџони, благодарение на интересот што го покажа другите две училишта, гимназија и Перонаков, продолживме и во нивните училишта и согласно потребите, а потребата, како што знаеме сите, е голема да се работи на план на ненасилство и зачување на ментално здравје, така да ние ќе направиме една симбиоза и благодарение на една студиска посета што во текот на месец јуни со Наде и со Сања, уште една наша волонтерка, бевме во посета на Хрватска, односно Осијек и Загреб, на сродни невладени организации. Посетивме повеќе од 12 организации колку беа планирани, на кои што им покажавме и ние што работиме, и им кажавме, дознавме што они работат, разменивме искуства, добивме многу нови идеи и нормално желби за соработка од нивна страна, така да ние ќе го внесеме во продолжување на нашата работа тие нови сознанија до кои што дојдовме, што секако ќе бидат од корис за зачувување на еден мир, да кажам, мирна коегзистенција, едно почитување на разликите. Велам дека се повеќе да станеме свесни колку не збогатуваат разликите, да допринесеме и понатаму за едно ненасилство во градот, во заедниците и пошироко во земјата, каде што допираат нашите материјали, вие како телевизија. Тоа ни е цел да, откако е настаната доверба, тоа е и целта, да јакне на ментално, емоционално и физичко здравје преку ненасилна комуникација и почитување на разлики. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето, а во продолжение ќе ги проследиме изјавите од учесниците во проектот со почит и разбирање. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Пријатна вечер. Јас сум Тамара Трајковска од Средното општинско училиште Перонаков. Со почит и разбирање од групата на ненасилна комуникација и медиација. Нашето учество во целата таа организација беше со многу разноразни активности и дружење, пред се едно доста интересно искуство. Се здобивме со многу разноразни техники, како ненасилно да зборуваме, како да помагаме на другите и како ние заедно да соработуваме како еден тим. Јас сум Милица Стојковиќ, ученичка во Општинско средно стручно училиште Нација Буџони. Јас сум од делот на обучувачи, односно врснички обучувачи од областа на ненасилна комуникација и медиација, и за мене едно од најважните искуства беше тоа што успеав
да ја надминам својата трема пред се, пред 35 мои ученици, соученици од различен етнички состав, да ја продолжиме нели работата која што ја започнавме минатата година, односно со обучување. Минатата година ние бевме обучувани, а сега традицијата се продолжува и ние станавме обучувачи. На тој начин мислиме дека полесно ќе можат да се решат проблемите, односно во самите училишта да се постави една ненасилна комуникација, да завладее мир и симбиоза, а со тоа и да се намали булингот и насилството. Јас сум Тина Дачевска од Средно училиште Наце Буѓони, дел од проектот Со почит и разбирање од групата Почитување на разликите. Пред се сакам да ви ги кажам темите кои што ги изучивме и темите кои што ми оставија најголем впечаток. Тоа беа единственост, што е култура, мултикултура, изучивме за културните обележја, за перцепција, односно како гледаме на работите, исто така за стереотипите во семејството, стереотипите во реалноста, за предрасуди и дискриминација, за човекови права и се подразбира човекови права во училиштето. Јас сум Ива Крстевска, дел од групата Ненасилна комуникација и медиација. По мене најкорисна вештина која што ја стекна во текот на оваа обука беше вештината на активно слушање и разговор. Тоа представува вештина со која што ги изразуваме своите потреби и желби, ставајќи се себе си на прво место, без да ја навредиме другата личност, односно нашиот соговорник. Единствената реченица која што за мене беше како печат на оваа вештина е да не ја навредуваме личноста, да ја навредиме постапката и веќе почнав да ја практикувам во својот живот и во односот со моите пријатели и семејство. Со посетување на работилниците пред се успеав да го пронајдам длабоко скриениот мир во себе, повеќе да осознам за себе, за своите потреби, чувства и емоции, едноставно да знам што навистина мене ми е потребно, а со тоа да успеав поубаво да ги осознам и потребите на луѓето кои што се наоѓаат околу мене. Сватив дека е многу битно при решавање на различни проблеми, мислам и од секојдневниот живот, да го нападнеме проблемот, а не личноста. Со напаѓање на проблемот ние полесно можеме да го решиме проблемот, а вака и воедно да не ја навредиме личноста, односно личноста да не се чувствува лошо. Многу луѓе велат дека е тешко да се зборува, но јас би кажала дека е уште потешко да се слуша внимателно, па кај себе би го истакнала тоа што станав многу повнимателен, активен и трпелив слушател. Што ми даде самодоверба да го барам истото од моите соговорници и на тој начин ова обука допринесе во односот со луѓето околу мене. Важно е дека утврдивме дека меѓу нас постојат повеќе сличности отколку разлики и тогаш кога мислиме дека разликите доминираат, а разликите меѓу луѓето треба да се почитуваат затоа што тие меѓусебно не дополнуваат, со што се засилува чувството на сигурност и меѓусебна доверба кај учесниците. Од овој тренинг мислам дека повеќе се здобив со некои карактеристики што ме градат како подобра личност за воиднина, како што може да биде тоа да сум потрпелива, да сум посмирена, да ги решувам проблемите на другите, да им помогнам, а исто така и да користам емпатија. Јас, иако имам таква особина, но сега се само надополнувам, се надоградувам и мислам дека секој треба да искористи таа емпатија во себе, бидејќи сите ние имаме различни проблеми со што се соочуваме, не треба да судиме кога од прв пат ќе видиме некого. Треба да сме поразбирливи и поразумни со другите, бидејќи на сите им се случуваат секаков вид проблеми што ние самите не знаеме за тие. Па вака, веќе една година активно ја следав обуката, годинава станав активен учесник, мислам едноставно станав врснички обучувач на самите, мислам на учениците во нашето училиште. Мислам дека тоа многу ќе допринесе за ширење на една убава атмосфера во самото училиште, не само во техничкото училиште, туку и во останатите училишта. А исто така, од минатата година во мај отворивме клубови за медиација, кои веќе активно работи
работи во самото наше училиште и со тоа допринесовме самите проблеми кои што се јавуваат во училиштето да не стигаат до стручната служба, туку ние, врсниците, да можеме да ги решиме проблемите, затоа што е многу поинаку кога ќе може некој на ваша возраст да ви помогне во решавање на проблемот. Едноставно да ви го ислуша проблемот, а вие самостојно самите да дојдете до решението. Односно, ние не го решаваме проблемот, туку им помагаме да го изнајдат решението, односно да го истрасираат патот и длабоко во себе да го пронајдат тоа решение и со тоа значително се намали насилството во училиштето, односно, мислам, го немаше, но и пост-ковид ситуациите се јави нели една несигурност, но со самите клубови за медиација во училиштето веќе се чувствува таа убава атмосфера на една симбиоза, да се каже така, освен, мислам, затоа што станува збор нели за каде што се наоѓаат ученици од различен етнички состав, значи веќе се чувствува таа убавина на разликите и комуникацијата, односно подобрување на самата комуникација. Пред се, сакам да им порачам дефинитивно да се вклучуваат во вакви обуки, затоа што не стануваме само поширока личност, туку многу се градиме себе си, многу работиме на нашиот личен развој, се запознаваме со многу различни карактери и различни особини кај луѓето. И како за крај, сакам да ве поканам наредната година да се приклучите на нашата обука.